Сите три личности на Светата Троица имаат свој домострој. Отецот благословува, Синот се воплотува, а Духот Свети соработува или содействува. Ама сите се присутни, иако домостројот им е различен. Сите се присутни во секој дел од домостројот. И Отецот, и Синот, и Светиот Дух. Зошто ова го зборувам? Денеска, браќа и сестри, на денот на вознесението се исполнува во потпуност домостројот на Синот Божи, на Господ Исус Христос. Домострој е целосен буквален превод од грчкиот збор икономија, што значи градење на домот. Тоа Господ ни го покажа со неговото доаѓање. Ние погрешно денеска позападнячено, не погрешно, може би позападнячено сме го примиле зборот икономија и го нарекуваме економија. Правилно, кога земаме некој термин од некој јазик, дословно го трансформираме, бидејќи екос не значи на грчки јазик дом, туку икос значи дом. Што значи некои од нашите соседни народи, како бугарите, имаат Министерство за икономија, а не како ние Министерство за економија. Што значи и многу други работи сме ги примиле од Запад, иако Грција е тука на 2 километри, што се вели, наместо да ги примиме термините како што се од тој јазик, сите знаат дека потекнуваат од тој јазик, ние сме ги примиле оддалеку. По транскрипцијата која ја направил Еразм Ротердамски, негде во 16 век. Ова само како вовед ви го кажувам, за да ви кажам колку е значајна икономијата во црквата или како правилно ја преведуваме домострој. Господ дојде за да не научи да устроиме својот дом. А домот не е само она куќа во која ние живееме, туку многу пошироко. Домот е дом во кој ќе сожителствуваме во Царството Божие. Е тоа Господ го устрои преку благословот на Отца, зашто замислете Отец да не се согласиш. Туку секоја добра иницијатива потекнува од Отца. Тој благословува, Синот се воплоти, доби облик на човек, беше распнат, воскреснат и на денешен ден пак, бидејќи ја заврши икономијата, односно домот се врати на небото, велиме се врати. Тоа е условно речено за нас, кои полесно е да си замислуваме дека Господ живее некаде во висини. Господ е секаде меѓу нас, браќа и сестри. Тоа ако може човек да си го разгонетни, многу работи ќе му станат јасни. Дека Господ е насекаде. Господ не е само на небото. Тоа е алегорично речено престолот Божи е на небото. Зашто сите очекуваме нашето движење во духовниот живот да биде кон висините, на високо значи. Ама Господ е и во подземјето на океаните. И таму е Господ, секаде, се што можеме да го видиме, да слушниме, да го почувствуваме, се е во Господа. Не е се Господ, пазите на ова разлика, не е се Господ, туку се е во Господ.
Што значи тоа? Ако речеме се е Господ, тоа стануваме пантеисти. Дека се е Бог. И такви има религии на истокот, пантеистички религии. Ние не велиме дека се е Бог и само Бог. Туку се е во Бога. Тоа е многу важно и многу значајно. Тогаш ќе направиме разлика меѓу домостроите кои ги има и Отецот и Синот и Светот. Денеска се завршува домостројот на Синот. Тој дојде на таинствен начин се овоплоти, стигна до нека зрела возраст, во зрелата возраст 30 годишна значи возраст, почна да проповедаше 3 години, заради таквото негово учење кое беше неспоиво со движењето само по хоризонтала на човекот, тој беше распрат, меѓутоа воскресна во третиот ден. Остана 40 дена после воскресението на земјата, меѓутоа на денешен ден се вознесе повторно кај својот Отец небесен. И со тоа денес завршува неговиот дом. Се сеќавате дека вели, ако не си одам јас, нема да ви дојде Духот Свети. Ама тоа затоа што секој има свој домостој. Денес кога сме во периодот на домостројот на Духот Свети. Тој не воспитува да стигнеме до ветреното царство. Она кое ни го вети Христос, потребно е труд и напор да стигнеме до него. А Духот Свети е наш помошник. И тој ќе слезе на црквата, односно на сите нас, за 10 дена. И од тогаш, па до крајот на свршетокот на светот, е икономијата, односно домостројот на Духот Свети. Така што сите три личности од Светата Тројца, како гледате, имаат свој домострој, а сите еден заеднички домострој за спасени народот човечки на целата своја природа. Тоа е многу важно да разбереме. И тогаш ќе имаме благодарност кон Господ се што направи за нас. Големо е тоа што се понижи од Бог да стане човек. Тоа е понижување, ама во тоа понижување е тајната на нашето спасение. Уште поголемо е што се согласи да претрпи таква смрт, каква што не доликува дури на човек, а не на Бога. Меѓутоа, Духот Свети го воскресна, Духот на Отца, подобро речено, го воскресна од мртвите. Тој денеска бива подигнат во ново состојба на постоење, како што си ја имал како Бог. Значи да не биде меѓу човечката природа, која ја стекна овде, живејќи меѓу нас, ја однесе на небо. Со тоа сме ние почествовани и родот човечки воопшто. Нашата природа постана Божја природа. Нашата природа е од десната страна на Бога и Отца. Природата на Отца не ја знаеме каква е. Ама ја знаеме природата на Синот Божи, дека една од двете природи, Божјата не ја знаеме, ама човечката знаеме. Имаме иста природа како Синот Божи кој е десната страна на Отца. Тоа е нешто што не го обновува сите нас. И затоа го викаме домоградителство. Сето она што се случи со Господа Христа на земјата. Го изгради својот дом. Тоа е друго дали ние ќе сакаме да го реновираме, како што имаме обичај, па да живееме во поубави услови.
или не знам. Ама дека тој ни остави дом. Дом кој е вечен и тоа ни го остави. Тоа е оно што треба да сме благодарни на Господа Исуса Христа. Зашто сето го направи со трајно смирение. Ништо не можеше да направи од овој домостор кој го набројуваме. Нити денес мораше да се вознесе, затоа што не можеше прво да слезе. Меѓутоа тоа го направи заради нас и нашето спасение. Затоа му сме благодарни. Благодарни му сме за целата Света Троица, зашто без благословот на Отца не ќе можеше тоа да се случи. Без дејството на Синот ништо не ќе можеше ништо да се случи. А сега гледаме дека без содејството на Духот Свети повторно ништо не може да се случи. Затоа, браќи и сестри, треба да се трудиме животот да го поминеме како благодарни битие. Зашто што ни дава друга можност да благодариме, кога за ситни работи се учиме да бидеме благодарни, а треба да бидеме благодарни за ситните работи, за крупните работи, какви што се нашето спасение, да останеме неблагодарни. Затоа Господ Христос кој го заврши денес домосториот негов, нека не има во своите раце, нека не чува и нека ни помага затоа што без неговата помош, без помошта на Духот Свети кој го остави да биде со нас, не е возможно да се избориме со стихиите на овој свет. Затоа му сме благодарни на Бога и неговата милост нека биде со сите вас, нека чува, нека ме храни во сите дни на вашите.